Министерството за транспорт и врски денес објави оглас за распределба на 18 социјални станови во новоизградена зграда во Ресен. Министерот истакна дека на огласот право на учество имаат 7 категории на лица кои се стамбено необезбедени, односно деца без родители и родителска грижа, корисници на социјална или постојана парична помош, лица погодени од елементарни непогоди, инвалидни лица, лица припадници на ромската заедница, самохрани родители и слепи лица. Сакам да напоменам дека подносителот на барањето за добивање на социјален стан може да поднесе документација да аплицира само за една од 7 категории корисници на социјалните станови. Доколку лицето или некој од членовите на неговото заедничко домаќинство аплицира во повеќе од една од категориите на корисници, сите поднесени барања ќе бидат отфрлени. Исто така сакам да напоменам дека предност при добивање на социјален стан ќе имаат децата без родители и родителска грижа. Огласот за распределба на овие станови ќе трае 30 дена, односно до 14 јануари. Министерот потенцираше дека становите ќе се распределуваат во транспарентна постапка преку електронска распределба, согласно методологијата за бодирање на кандидатите. Директорот на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор посочи дека не застануваат тука, туку ќе продолжат со изградба на вакви станови. Отпочнавме со градба на објекти за социјално ранливите категории, како што се објектот во Кочани, потоа во Македонски Брод и овие денови најверојатно ќе отпочнеме или ќе поставиме камен темелник на 70 станови во Гостивар. Изминатите години во Македонија изградени се вкупно 678 станови во 13 општини во земјава.